студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Граѓански протест со барање за почист воздух. 365 дена во годината не дишеме чист воздух. А живееме близко до УСЕ фабриката. Тоа е страшно. Се бара дислокација и построга контрола на загадувачите. УПС го прифати предлогот на владата за 2 години платите на административците да пораснат за 40%. Од утре Safe City нема само да гледа, туку и ќе казнува граѓаните со големи очекувања. Апсолутно не сменете гледате сами. Значи сигурно за едно 80% возачите се придржуваат на прописите. Новинарка осудена затоа што споменала име на судија и премиерот и новинарските здруженија со остра реакција. Владата го чека нон-пейперот од Брисел, но останува решена да цели кон полноправно членство. Објавен рекорден број на материјали поврзани со Джефри Епстин, во нив имињата на Бил Гейтс, Доналд Трамп и Илон Маск. Во овие вести во живо за протестите со барање за чист воздух. Останете со нас, почнуваат вести. Граѓанската иницијатива Стоп за Усија денеска организираше нов протестен марш во главниот град под мотото Профит за Усија, болест за народот, со барање цементарницата Усија да се затвори или дислоцира. Маршот почна пред владата и продолжи кон собранието и Министерството за животна средина, каде повторно побара итна реакција и построга контрола на загадувачите. Александар Динев известува во живо. Александар, имаше ли одзив од граѓаните и кои се клучните барања? Да, масовен беше денешниот граѓански протест организиран од иницијативата Стоп за Усија. Голем број граѓани најпрвин се собраа овде пред владата, потоа маршираа по скопските улици, застанаа пред собранието, а протестот заврши пред Министерството за животна средина. Главната порака која сите присутни денеска ја испратија беше дека граѓаните бараат и сакаат чист воздух. Од иницијативата Стоп за Усија и денеска ги посочија и ги потенцираа нивните 9 барања, меѓу кои поставување на мерни станици во непосредна близина пред компанијата, за да секој граѓанин има на увид колку загадува сушност цементарницата Усија, но и побараа да се знае точно што се согорува не само во цементарница Усија, туку и во сите индустријски капацитети. И денеска по завршување на протестот се огласија со реакција од компанијата Усија. Тие тврдат дека месец дена биле мета на неосновани напади и работеле согласно важечките прописи од Министерството за животна средина. Атмосферата од денешниот протест и сите реакции ги гледаме во прилогот во продолжение. Со транспаренти, свирежи и јасна порака за чист воздух, голем број граѓани предводени од иницијативата Стоп за Усија маршираа по скопските улици. Протестот почна пред владата, застанаа пред собранието и завршија пред Министерството за животна средина. 365 дена во годината не дишеме чист воздух. А живееме близко до УСЕ фабриката. Тоа е страшно. Отрови дишеме. И тие отрови сведок су дека ги испуштаат во утринските часови. Од 2 почнуваат кога точно градот спие. Затоа убав е слоганов Скопје надвор не за индустријата, туку да се разбудат граѓаните. Тоа го прави Усија од 2 наутро до кај 6 и за време на викендите. Многу итро, големи итреци сме. А дишаме загаден воздух и ни пречи загаденоста секако. И еве се бориме да не биде така. Значи си ја сакам Македонија, ама не ја сакам ваква нечиста, брљава и загадена. Јас дојдов затоа што имам право на чист воздух. Од иницијативата Стоп за Усија ги повикаа институциите да ги исполнат нивните 9 барања.
Едното е да има ЦЕМ систем, едното е да бидат поставени мерни станици околу цементарница Усие, да биде тргнат дел од деловна тајна од законот за индустријата, односно да знаеме со што се горува Усие, што не се горува Усие. Пред Министерството за животна средина ги повика институциите да обрнат внимание во март, кога компанијата треба да почне постапка за обнова на интегрираната дозвола. На 12 март Усие повторно ќе аплицира за да ја обнови дозволата. Тука е моментот каде што ние како народ вистина можеме да влијаеме, да не нас закатуваат. Апелирам до Министерството за животна средина да запосли компетентни луѓе, да преземе одговорност, затоа што оваа дозвола практично значи дека подпишале смртна пресуда за 3 до 5.000 луѓе кои што живеат во околината на фабрика. Вие не сте единствениот загадувач, но сте еден од многута. И денеска сте во фокусот. И додека не го добиеме оно што го бараме, нема да се откажеме. Од Титан Усие повеќе пати посочија дека работеле согласно законските прописи во државата и дека повеќе од 1 месец биле цел, како што велат, на неосновани напади. Премиерот денеска изјави дека демократско право е да се протестира. Работиме на сите можни начини да обезбедиме да имаат граѓаните поздрава и еколошки почиста средина. Тоа што сега група граѓани излегува да го протестира, секој протест јас го поддржувам и мора сите да го поддржиме, секој протест не можеме да не го поддржуваме. Од граѓанската иницијатива Стоп за Усие најавија нови протести доколку не бидат исполнети нивните барања. Александар Динев, Сител телевизија. Владата понуди, УПОС прифати. Предлогот на премиерот Мицкоски за зголемување на платите на административците, синдикатот најави дека ќе го потпиша. Последните 2 години околу 8.000 вработени во правосудството и управата треба да добијат зголемување од 40%, додека за повисок минималец во приватниот сектор Мицкоски остава синдикатите и работодавачите да се договарат. Опозицијата бара платите да растат веднаш и ја повикува власта да го изгласа нивниот предлог за минимална плата од 600 евра. Владата понуди, УПОС прифати. Предлогот на премиерот Мицкоски за зголемување на платите на административците, синдикатот ќе го потпише. Во него се предвидува во следните 2 години околу 7.800 вработени во правосудството и управата да добијат 40% зголемување. За повисок минималец во приватниот сектор, Мицкоски остава синдикатот и работодавачите да најдат решение. Е битно каде ние ќе појдеме и ќе го потпишеме. Тоа е, понудата е ставена на маса и доколку се прифати од нивна страна, нема никаков проблем, тогаш и овие 7.700-7.800 државни службеници и административци ќе добијат, повторно ќе кажам, за 2 години и 2-3 месеци од денеска минимум 40% повисоки плати. Вработените во правосудството и управата земаа најниски плати од државните институции, во просек околу 28.000 денари, вели Деановски. Сега конечно ќе дојде до зголемување на нивните примања, а местото каде ќе се потпише е најмалку важно. УПОС, за оној мандат што ми е даден мене од страна на членовите на УПОС, го прифаќа овој предлог. Понеделник, вторник, среда, кога му одговара на премиерот, кога му одговарат на министрите, да се дојде да се потпишат овие колективни договори, да ја завршиме оваа голгота, бидејќи административците и колегите од правосудството имаат најниски плати во државната администрација, во јавната администрација. Опозицијата пак смета дека платите треба да се зголемат сега, а не за 2 години. Затоа ја повика власта да го изгласа законот кој го доставија до собранието за зголемување на минималецот на 600 евра. Сегашното ниво од 400 евра минимална плата не обезбедува доволно заштита за животниот стандард и не ја следи реалната структура на трошоците на едно просечно домаќинство. Работниците буквално се борат за парче леп и не може да чекаат до 2028 година. Македонија денес има најниска минимална плата во регионот и во Европа. Зголемување на минималецот за 12.000 денари и на сите останати плати за 6.000 денари е барањето на ССМ. Ако не се прифати, од следната недела најавија блокади и протести. Први ќе бидат претениците од законодавниот дом. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
Од утре камерите на улиците почнуваат да гледаат се. Safe City официјално стартува, а денес е последен ден кога за прекршуците ќе добиете само опомена. Системот почнува во Скопје, Куманово и Тетово, како и на коридорите 8 и 10, а во првата фаза ќе се детектираат 4 видови на прекршоци. Додека МВР уверува дека се е подготвено, граѓаните веќе се соочуваат со одредени проблеми со апликацијата и со дилемата дали прекршочниот суд ќе издржи бран на нови предмети откако казните ќе станат реалност. Тамара Дичевска. Камерите на улиците почнуваат да гледаат се. Safe City системот започнува со работа, а денеска е последниот ден кога возачите кои што брзаат, поминуваат на црвено, непрописно паркираат, меѓутоа и возат возило кое што не е регистрирано, ќе добијат само опомена. Од утре опомените завршуваат, а почнуваат казните. Од 15 па се до 500 евра, па дури од земање на возачката дозвола. Safe City системот започнува со работа во Скопје, Куманово и Тетово, како и на коридорите 8 и 10. Во првата фаза на системот ќе се детектираат само 4 прекршоци. Системот Безбеден град е исклучително важна инвестиција во безбедноста на сите граѓани и целата држава. Ќе спасува човечки животи, ќе го регулира сообраќајот, а ќе ги санкционира сите оние кои не сакаат да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи на сопствена штета и на штета на другите учесници во сообраќајот. Камерите се поставени на критичните сообраќајни точки, каде што често се случуваат сообраќајни прекршоци. Сообраќајната култура е значително променета изминативе 2 месеци откако Safe City беше на тест период, велат граѓаните. Се вози поспоро, се почитуваат правилата, но и самите возачи морале да го променат начинот на кој возеле досега. Мене 2-3 пати ме фати ова и ми дојде решение дека сум прешекорен, но ќе внимавам. Еве, колку се промени вашиот начин на возење во овој тест период? Многу. Јас сум бивши тркач, релиста. Така да за мене многу тешко, али мора да се прилагодам. Апсолутно, не смеете гледати сами. Значи, сигурно за едно 80% возачите се придржуваат на прописите за вожење во град. Еве, сметате дека од утре уште повеќе ќе се намалат оние прекршоци? Мислам да, зашто? Мислам тоа што кога ќе почне треба да платиме казни, тогаш ќе бидеме повнимателни. Колку што гледам, луѓе почитуваат, ама има пак поединци што не почитуваат. Пак си возат брзо. Сметате еве од утре кога ќе почнат казните, дека можеби тоа ќе ги спречи? Ама не. Ама се надевам дека во наредниот период сигурно ќе ги спречи. Пошто ќе биде упрашање пари, најверојатно воспитно ќе влијае на граѓаните. И додека ресорното министерство верува дека се е подготвено пред самиот старт, сепак остануваат нејаснотии за граѓаните. Онлайн апликацијата која ја најави МВР, каде ќе може да се провери историјата на сторени прекршоци, како и податоците за возачот и возилото, е деломно функционална. На некои им успева да се регистрираат, на некои не, па ќе мора тоа да го прават на отворените шалтери на МВР. Но тука проблем имаат и фирмите кои имаат службени возила и не можат да пристапат до апликацијата. Дополнително се отвари прашањето што ќе се случува со поголемите прекршоци кои ќе треба да одат и пред прекршочниот суд, кој работи со изброј на суди и капацитети, а предвидувањата се дека бројот на предмети со стартот на Safe City драстично ќе се зголеми, со оглед на стотиците илјади прекршоци кои беа евидентирани, дури траеше тест периодот на системот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Политичка манипулација или реално остварливо барање? Зошто СДСМ бараше 100 евра минималец кој не бил испорачан во време на најголеми кризи? Јавноста го прифаќа, СДСМ го отфрла. Зошто Safe City не доби гласови од опозицијата? За критичарите и нивното оцрнување. Тема на денот во 19 со потпредседателката на социјалдемократите Јованка Тренчевска. Скандалозна одлука на судот во Гостивар која загрозува слободата на информирање. Новинарка била гонета од јавното обвинителство и осудена на парична казна затоа што јавно го споменала името на судија во одреден кривичен предмет. Иако и самите пресуди и имињата на судиите се јавни, со оваа пресуда се прави преседан. Новинарката Лиридона Весели го споменала името на судијата Назиф Илјази, кој потоа ја покренал постапката. Сега неговото име е споменато од сите медиуми во контекст на оваа скандалозна одлука, па се поставува прашањето дали обвинителството и судот ќе ги гонат сите новинари.
Новинарката од Тетово Лиридона Весели е осудена на парична казна од 700 евра поради тоа што во новинарско известување споменала име на судија со образложение од судот дека со тоа му го нарушила интегритетот. Судската одлука се однесува на незиното известување на социјалните мрежи во кое Весели го навела името на судијата Назиф Илјази, кој присудил 3-месечна затворска казна за случај што новинарката го следела подолг временски период. Според пресудата, објавувањето на името и презимето на судијата било оценето како злоупотреба на лични податоци и како повреда на неговиот интегритет, иако станува збор за носител на јавна функција и судски предмет кој од јавен интерес. Според Весели, ова е преседан во македонското правосудство и нарушување на слободата на медиумите. Само за тоа што ја известував за судска одлука на судија Назиф Илјази, основен суд во Тетово, кој му укинал притвор и изрекол казна од само 3 месеци затвор за случајот со малолетна жртва, јас бев казнета. Основниот суд во Гостивар ме осудил со 700 евра за тоа што го спомнев името на судијата. Директен напад, ова е врз слободата на медиумите. Премиерот Мицкоски ја осуди пресудата за новинарката Весели, која смета за ограничување на слободата на говорот на новинарите. Новинарите треба да етички да се однесуваат, треба да се служат да информираат јавноста. Слободата на говорот е пред и над се и било кој напад врз новинар, вклучително и овој за кој што вие сега кажувате, најостро го осудувам и апелирам тоа да не се повторува во иднина, без разлика дали е од страна на некој политичар, некоја јавна личност, судија во случајот и така натаму. Реагира и од Сдруженијето на новинари. Име и презиме на судија е јавен податок и апсурдно е да се третира објавата на името и презимето на конкретниот судија како повреда на правото на приватност. ЗНМ оценува дека оваа првостепена пресуда испраќа многу лош сигнал за слободата на изразување во земјава. Кривичното гонење на новинари со објавување име и презиме на јавни лица, особено судии, го зголемува притисокот врз новинарството и правото на јавноста да биде информирана, реагираат од Сдруженијето. Ваквата одлука на Гостиварскиот суд против новинарката Весели испраќа негативна порака во однос на слободата на изразување и медиумските слободи. Реагира и од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Кривичното гонење на новинари за објавување податоци за носители на јавни функции во контекст на извршување на нивната професионална работа создава притисок врз медиумите и го ограничува правото на јавноста да биде информирана. Сите релевантни чинители треба активно да придонесат кон обезбедување услови за непречено остварување на слободата на изразување и информирање, како и за заштита на новинарите и медиумските слободи, се наведува во нивното соопштение. Инаку според кодексот и новинарските стандарди, новинарите смеат да објавуваат имиња на јавни личности, особено во теми кои се од јавен интерес. Кога се известува за судски пресуди, тие се јавни, како и имињата на судиите кои ги изрекуваат, а тој податок е достапен за сите граѓани, не само за новинарите. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Владата го чека нон-пейперот од Брисел, но останува решена да цели кон полноправно членство. Објавен рекорден број на материјали поврзани со Џефри Епстин, во нив имињата на Бил Гейтс, Доналд Трамп и Илон Маск. Македонската влада ќе го чека нон-пейперот на Марта Кос, со кој се најавува идеја за членство без право на глас, како обид да се заобиколат можни вета. Премиерот Мицкоски порача дека целта мора да остане полноправно членство, а спорот со Бугарија да се решава со диалог. При тоа тој посочува на одлуката на Советот за Европа за завршување на постмониторинг диалогот како доказ за реформи. СДСМ пак обвинува за анти-ЕУ курси и селективни реформи. Македонската влада ќе го чека нон-пейперот на Кос, со кој еврокомесарката ќе се обеди да го олесни за членувањето во Унијата, а потоа ќе се произнесе по него. Според најавите, со документот се предвидува членство во ЕУ за новите држави, но без право на глас, со цел да се заобиколат можните вета за полноправно членство. Во меѓувреме, премиерот Мицкоски вели дека државата пред се треба да работи на полноправно членство, а проблемот со Бугарија е да се надмине преку диалог и прифатливо решение. Треба да работиме и да направиме се што треба за да го оствариме втората наша стратешка цел, а тоа е полноправно членство во Европската унија. Нема да биде лесно, затоа што претходната влада буквално направи таква компликација со евроинтегративниот процес
предавајќи ги буквално сите позиции стекнати претходно со децении, па сега ги слушам нивните перјаници како ни кажуваат, поништете го договорот, излезете, како да тоа е така во меѓународното право и во меѓусоседските односи. Доказ дека се спроведуваат реформи според Мицкоски и последната одлука на Советот на Европа за завршување на постмониторинг диалогот со оваа институција, нешто што досега не го направила ниту една држава од Западен Балкан. Тоа е настан кој што е рамо до рамо со денот на прогласување на независност на државата. Затоа што со ова признание од Советот на Европа дека се укинува постмониторингот, Европа признава дека оваа држава е зрела демократија, дека се почитуваат човековите права и дека имаме функционална влада која што се грижи за иднината на оваа држава. Оваа влада ги надмина сите претходни влади во делот на почитување на човековите права, демократијата, слободата на говорот и така натаму. Опозицијската СДСМ пак тврди дека во државата се спроведува анти-ЕУ политика и дека реформите не се вистински или целосни. Како ќе реагира ЕУ по толку вложени средства за да ја помогне на Македонија на патот на интеграциите, кога ќе види усвоен закон за правосудство што не е во согласно се препораките на ЕУ и кога ќе види дека Мицкоски ги поставува сопругите на своите колеги од ВМРО за суди и обвинители. Дали ова е патот по кој Македонија ќе оди кон интеграција или кон изолација? Европската комисија во последниот извештај за Македонија нотираше сериозни слабости во правосудството, борбата против корупцијата, слободата на медиумите и во работењето на собранието. Наместо реформи, владата намерно отвара кавги со соседите за да ја оправда изолацијата и да ги блокира преговорите. Се води анти-ЕУ кампања со обвинувања дека Европа е виновна, реагираат социјалдемократите. Кос го најави нон-пейперот за ревизија на политиката на проширување на Унијата уште во октомври, а тој треба да биде објавен во февруари или март. Директен повод за документот е прашањето за членство на Украина, откако Унгарија најави вето за Киев, но тој ќе се однесува и на државите од Западен Балкан. Сепак, украинскиот председател Зеленски веќе го одби предлогот за асоцијативно наместо полноправно членство. Црна Гора, која е најнапред во процесот и се надева на членство во 28-ма, смета дека нема потреба од ревизија на правилата за проширување. Албанија пак и покрај тоа што ги започна преговорите, оценува дека алтернативното членство е добра опција. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Стопанствениците очекуваат брзо решение за проблемите на балканските транспортери кои возат низ Европската унија, предупредувајќи дека нови блокади ќе предизвикаат штета не само за Македонија, туку и за целиот Балкан и европските пазари. Од регионалната стопанска комора Прилеп вела дека првиот штрајк бил најавен и без последици, но ако кризата продолжи, може да значи застој на производството поради недостиг на репроматеријали. Стопанствениците очекуваат позитивен епилог и решавање на проблемите кои што ги имаат балканските транспортери, кои што треба да возат низ Европа. Од регионалната стопанска комора од Прилеп вела дека овој прв штрајк бил најавен и тие биле подготвени за истиот со што не претрпеле никакви штети. Но доколку не се реши овој проблем, тоа би значило крах за државата, која што во такви услови, според бизнисмените, би издржала не повеќе од 1 месец. Превозот е една од клучните алки во делот на производството. Ние сме увозно зависна држава и голем дел од репроматеријалите ги набавуваме од надвор. Така да ако не можеме да добиеме репроматеријал за да го оствариме нашето производство, во тој дел сметаме дека ќе застани самото производство или самото индустријско производство во Македонија. Доколку ние го запреме извозот, самите себе си правиме многу негативни реперкусии од многу аспекти. Извозот е основен приход. Меѓутоа, од друга страна, не смееме да заборавиме дека во реализацијата на сиот тој извоз, независно дали се работи за услуги или за производи, еве конкретно кај производите, транспортната индустрија има очигледно многу битно и клучно прашање во реализација на тој цел екосистем. Доколку остане нерешен проблемот, освен Македонија и балканските држави, штета ќе има и самата Европа. Токму затоа, ваквата ситуација не му одговарала никому. Исто така, дел од набавките кои ги прават не само и по основна репроматеријали, туку и на готов производ, на поевтин готов производ, Европската унија ќе има проблем во делот на доставата во нивните маркети, во нивните производи. Нашите производи се продаваат на сите континенти.
географски стратешката наша позиција каде што сме поставени едно од најголемите предности и не верувам дека Европа би ги довела своите компании во таква неповолна ситуација, пошто сепак да не забораваме дека во нашата земја имаме многу еминентни странски инвестиции кои што произведуваат репроматеријали или соодветни делови за автомобилската индустрија и сигурно дека сопирањето на извозот не е едно од решенијата, дефинитивно никако. Сите се надеваат дека превозниците ќе добијат статус како што имаат авиопревозниците и железничкиот транспорт. За Сител, Дарко Штарговски. Премиерот порача дека економските резултати доаѓаат до израз повикувајќи се на најновите бројки за индустриското производство. Според податоците што вчера ги објави Државниот завод за статистика, индустриското производство во декември е зголемено за 2,3% во однос на истиот месец лани. Имаме повторно раст на индустриското производство, мислам дека беше околу 2,3%, но тоа што е поважно е што цела 2025 година, после многу долго време, индустриското производство расте, негде близу 2%. Истото важи за преработувачката индустрија, тоа се два важни драйвери во економијата. Тоа е уште една потврда дека резултатите од напорната работа на владата доаѓаат до израз и во периодот кој што следи очекувам уште подобри резултати. Американското министерство за правда објави досега најголем обем на